Добро вечер, почитувани гледачи. Еве уште едно издание на Отворено студио на телевизија Нова. Малку влеговме во програмата додека се договаравме како да ги представам моите гости. Тоа ќе го направиме многу брзо. Само да кажам дека темата се разбира е политичка и ако гледаме со мал оптимизам, а јас денови така гледам после заминувањето на Хајндел од Македонија, дека работите се движат и дека можеби клопчето полека се одмотува. Ми се чини како да воспоставивме, ја вративме правната држава, иако политичките одлуки се уште доминираат за клучните прашања за решавање на политичката криза. Но нешто се движи. Еве ќе видиме во разговорот со моите гости што е тоа што се движи, што е тоа што се уште стои. Одиме од десно на лево. Оливер Андонов, универзитетски професор и активист на ГДОМ, така? Така. Добро вечер. Зоран Поповски, универзитетски професор и своевремено председателски кандидат на ГРОМ. И Звонко Давидович, адвокат и активист, односно не активист, али учесник во протестира. Во шарената револуција. Во шарената револуција. Така. Добро вечер за Добро вечер. За сите. Господин Поповски, со вас ќе почнем. Еден од клучните моменти во целата политичка ситуација и криза, која уште повеќе на некој начин ги докомплицира работите, иако авторот на тоа вели дека не било тоа негова намера, е аболицијата што председателот Иванов ја спроведе. Сега од една дистанца од 2014 до сега не е многу далеку, може би на негово место ќе бевте вие. Како ви се чини одлуката на Иванов оправдана? Не ја заврши работата? Дали вие тој ќе го направевте? Која одлука, ова првата или втората? И двете. И двете. Да, мислам дека... Дали беше тешка одлука сепак и дали мислите дека тоа не требаше да го направи? Да, прво да се размислувале. Да се заблагодарам за поканата. Одамна не сум бил дел од ваква политичка дебата. Значи, јас сум секогаш поборник дека со кратки инстант решенија не се решаваат проблемите во една држава, па така мислам дека и председателот направи озбилна грешка кога мислеше дека со еден чин на амнестирање на една релативно голема група на луѓе инволвирани во некакви дејанија кои што се уште во фаза на истражување, дека ќе може да го пресече Гордиевиот јазол во Македонија и дека на таков начин ќе разреши политичката криза, која што веќе практично од последните избори наваму, особено од објавувањето на прислушкуваните разговори, добива на интензитет. Неговата улога требаше да биде повеќе медијаторска и јас уште у времето на кампањата се залагав за позицијата шеф на државата да биде некаков балансер, некаков адвокат на граѓаните, мегафон, со некакви решенија долгорочни да Македонија полека влегува во светот на цивилизирани држави, каде што демократијата станува секојдневие. Јас само еден пример ќе ви давам, затоа што тоа неколку пати сум го спомнал. Зрело е времево да председателот понуди некакви решенија во смисол на тоа да, например, се воспостави оној чек енд баланс во политика. Значи, оној што освојува власт, ќе си ја добие власта, ќе си ги добие јавните пари, меѓутоа сите оние контролни механизми, почнувајќи од државниот обвинител, понатаму државниот ревизор, понатаму да речам антикорупцијската комисија, па и државната изборна комисија, да се најмалку предмет на консензуална одлука, ако не и да се во рацете на опозицијската страна. Тогаш можеме да зборуваме дека не може апсолутната власт да се оттргне, како во овој случај, тоа за жал трае веќе подолго време, и да се доведеме во една пат ситуација каде што не знаеме што ќе правиме со државата. Се додека така не почнеме да размислуваме, односно шефот на државата додека не влезе во таква една, да речам, шема собствена, која што ќе наметне како долгорочно решение, мислам дека он ќе влегува од грешка у грешка и ова сега со повлекувањето на таа одлука веќе неговиот авторитет, ако воопшто некогаш имал голем авторитет, сега веќе го нема.
Можно ли е тоа да се случи? Интересен е предлогот во секој случај да председателот, бидејќи се бира на непосредни избори, тој има легитимитет од граѓаните исто како што имаат и партиите. Без разлика што доаѓа на предлог на одредена партија, која ќе стигне на позицијата председател, да се однесува како да е од спротивната страна на некој начин, да кохабитира, значи за да има еден баланс, да биде баш како што видите вие глас на народот. Не мора да се однесува едноставно да почитува некоја поставеност затоа што е предложено од страна на една партија и то буквално да припаѓа на позициите на таа партија. Значи, до сега беше и Глигоров приврзаник на Социјалдемократскиот сојуз. Најмногу имаше кај Трајковски мало издвојување и кавга со тогашниот премиер, кај Иванов не може да се забележи баш. Моја скромна забелешка. Барем онака како вие што ги поставувате работа. Значи, повторно од оваа перспектива, таквата пасивна позиција на шефот на државата не доведе во ситуација да постојано чекаме некакви емисари во државата кои што треба да играат неговата улога на медијатор, кој што ревностно ќе седнува, ќе ги претходно нивелира разликите, односно се ова делува можеби наивно и утопистички, меѓутоа јас верувам во таков концепт затоа што ако така не ја поставиме позицијата на председателот на државата, ние постојано ќе се соочуваме со овие проблеми, односно некој ќе го доживува председателот како нечија маша. И да, инаку рейтингот за 2% му е опаднат, барем според последната анкета на ИРИ, од 4 на 2% токму поради аболицијата. Давидович, Оливер Андонов, во меѓувреме вие веќе не протестирате, односно не контрапротестирате и некој своевремено можете да се сретнете на улиците, па со среќа го обезбедуваше полицијата кога се враќате едни од другиот митинг и некој можеше да дојде до блиски контакти. Сега сте еден до друг, но мислам дека зад вас нема таква ситуација на оштрење на конфликтите. Протестите вашите завршија, вашите продолжуваат, иако најавивте дека нема веќе да се случуваат, одат на крстосниците во Скопје и тоа предизвикува некој револт или не. Како ќе терате со протестите? Дали таму ќе бараме демократијата или полека ќе се враќаме во институциите на... Вака ме представивте како адвокат и активист на протестирам. Јас не сум активист на протестирам, нити активист на шарената револуција. Јас сум учесник на шарената револуција и оние луѓе, разговаравме и надвор, оние луѓе кои ги гледам околу мене, кои оде и чекореа по улиците со мене, не беа припадници на ниједна политичка опција, беа граѓани кои беа излезени на улицата затоа што се незадоволни од определени состојби во државата. Дали е ова решение, ме прашувате? Не, ова е изразување на револт. Не тоа во кој контекст. Значи, бидејќи најав на почетокот, мене ми се чини како со посредство или без странците, како работите да се поставуваат во нормала. Може да тоа само почеток и како да ги составиме се протестите во еднина заедно со враќањето на институционално или диалог меѓу лидерите на решавање на проблеми. Факт е дека оваа држава, освен неа, немаме друга. И факт е дека ќе мораме сериозно да почнеме да работиме на враќање на кредибилитетот и на институциите во државата. Еден од модусите е она што Зоран го кажа. Сите институции мора да делуваат и да работат според уставот и законот. Значи, да оставиме партиска... Постојано зборуваме за политичка партиска припадност. Луѓе, Македонија е една. Има свој закон и има свој устав. Погубно, и тоа го покажа во овој период, политиката да ги регулира, исклучиво политиката работите, особено правниот дел за она што сум стручен да зборувам. Доколку политиката се замеша во правниот систем, во судскиот систем, па служи само како алатка за добивање на некакви политички поени или решенија, тогаш веќе не функционираме. Се вративме ли на колосекот на правната држава или се уште не сме, за жал, затоа и постои специјалното јавно обвинителство, затоа и постојат сите овие состојби и ситуации, затоа се уште нема некој политички диалог да излеземе од целата криза. Но се движат работите полека, седнуваат, гледам, политичките партии, почнуваат да разговараат, што е добро.
Без заедничко некое решение многу тешко ќе излеземе од криза. Но нема тоа да ни го реши проблемот. Политичарите кога ќе седнат би требало да бидат свесни дека секој област во Македонија има своји експерти. Оставите ги луѓето да работат. Има стручни луѓе во секоја област. Слушните го и нивното мислење. Дајте некои работи да ги регулираме како што треба. И тоа стана дискутабилно дали има стручни луѓе експерти. Ќе се навратиме на ова. Андонов, има ли можност, спомнавме експерти, сега се говори за експертска влада, стручна влада. Така требаше да биде ова претходната, па се констатираше дека експертските влади се составени од експерти кои што припаѓаат на или се симпатизери на одредени партии, или ги предлагаат политичките партии. И по автоматизам граѓанството треба да мисли дека овој експерт и не е баш експерт, бидејќи е политички обоен. Можеме ли да се состави таква експертска влада, преодна влада, не зборам за трајна, зборам за онаа за која што говорат што ќе ги спроведе изборите, значи независно. Така беше и за ДИК. Експерти ја водат, но излезе дека и тие припаѓаат на некоја партија, па им се префрлаше дека се обоени. Значи, пред да одговорам на прашањето, сакам една мала корекција на претходното прашање во кој рековте ГДОМ протестира, контрапротестира. Тоа беше повеќе вака фигуративно. Така, но знам дека не контрапротестирате, беше ради граѓаните ние имавме собири во кои искажувавме став и во тој контекст јас може да се согласам со секого кој сака да изрази свој став на мирен начин, да излезе и да каже што мисли и најлошо да мисли за државата. Тоа е негов став и негово право да така мисли и да аргументира зошто мисли. Но, кога сме кај така наречената шарена револуција, не се согласувам со она што се прави во пракса на терен, особено кога тоа го прават политички лидери и водства на политички партии, кои на тој начин покажуваат крајно непочитување кон институциите на државата. Мислите дека не беше можно да се судрат тие две групи? Вашата и таа на Давидовиќ? Тешко замислување. Не. Тоа е многу реално. Тоа е многу реално. Тоа е многу реално, сепак тоа се маси на луѓе, тоа е реално. Јас не зборев за тоа, јас зборев за друг аспект на тоа што шарената револуција го прави, но да се вратам на прашањето кое го поставивте. Пред се мора да знаеме на многу важна работа која секој човек носи со себе. Човекот е политичко битие и секој од нас има своја политичка определба. Не мора да е тоа званична политичка определба или членство во политичка партија, тоа е така наречена идеолошка, симпатизерска или не знам каква определба кон некоја политичка партија. Од тој аспект ние не можеме да бараме таков облик на техничка и експертска влада. Значи, тоа е невозможно. Тие луѓе имаат своја идеологија, имаат своји ставови, кои се повеќе или помалку политички определени кон една, друга, трета или не знам која страна. Но феноменот експертска влада постои како термин. Да, но тоа е повеќе синоним кој означува да стручен во една област кој и покрај своите политички определби кои се лични, не се јавно искажани или не е член на политичка партија, не е во рамките на раководство на некоја политичка партија, може да придонесе кон подобрување на состојбите во општеството во таа област. Добро, а во една таква влада? Од тој аспект ние можеме да добиеме една таква влада. Но сега е прашање во Македонија како тоа го поврзуваме. Ние имаме проблем што во Македонија секој оди со својата математика во формирање на таква влада. И тоа го видовме. Се случи ли она според законот за влада да даде оставка поранешниот премиер, а пред тоа да дојдат во владата министри од опозицијата или така наречени стручни луѓе, експерти и така натаму, кои и самиот Социјалдемократски сојуз цело време ги најуваше како експерти, па на крај завршивме со генералниот секретар и подпредседателот на СДСМ во влада. Денеска имаме иста ситуација во која се повикува на некоја техничка или експертска влада. Во тој контекст имаме уште еден момент. По изборите, како што за председател за држава граѓаните го бираат председателот со мнозинството и кажуваат кој сакаат да биде председател, на кого му е даваат довербата, така бирали за политичките партии. Во таква ситуација не имаме политичка влада, со целата одговорност која ја носи како политичка одговорност, покрај се останато. И во оваа ситуација сега
ако бараме техничка влада, ние треба да ги амнестираме политичките партии од понатамошна одговорност. Туку да дојде некоја техничка влада која треба да подготви избори. Во тој контекст треба да се разбере и Пражинскиот договор, односно новиот закон за влада, и стриктно предвидува, значи 100 дена пред изборите да стапи на функција таква влада, која нема да се занимава со ништо друго, туку со подготовка на изборите и на тој начин контрола на критичните, така наречени, министерства, односно служби за спроведување на изборите. Вториот дел од вашето прашање, возможно ли е? Токму кога почнав да зборувам за оваа прашање како одговор, мислам дека го допрев тој втор дел. Многу е тешко, тоа се сепак лични ставови на луѓето и како тој човек во таа улога, дали е тоа во ДИК, дали е тоа во некој управен одбор, дали е во антикорупцијска, дали е во член на влада и таква експертска влада, нема да застапува сопствени погледи, односно идеологија. Така што, знаете како... Сепак, не сум сигурен дали до крај разбрав. Мислите дека не можно да има, не треба да има, но во замена за политичка влада која се бира на избори и која носи одговорност во оваа ситуација, има идеологија и програма и платформа според која треба да владае. Така, оваа влада каква треба да биде? Техничка, експертска, значи привремена, во овој случај, коалициска, не? Во овој случај во кој ние доверба на граѓаните, за тоа говорам. Ве разбрав што сакате да кажете. Во овој случај кој ние го имаме во Република Македонија сега, во екот на оваа криза, ние треба да имаме само техничка влада која ќе спроведе избори. Составена од кого? По можност составена од непартиски членови. Ако е воопшто тоа возможно. Може на упадница, може упадница. Може упадница. Да. Значи, да не забораваме дека првата влада во Република Македонија беше експертска влада. Така е. Тоа отвара едно друго прашање. Отвара едно друго прашање. Сега со овие последни измени во персоналниот состав на владата, просекот на оваа влада е 30-35 години. Да, со овие дуи дечките. Да. Така што, знаете, во овој момент, јас сакам, независно што јас имам бела коса, да видам повеќе бели глави таму. Или келави. Кој што, знаете, експертската влада и покрај тоа што таа беше десно ориентирана, генерално, првата експертска влада. Тоа беа успешни луѓе, кои што беа партиски, да речам, неактивни, не беа членови на политичка партија, секој си имаше собствен професионален багаж кој што гарантираше дека они ќе придонесат во етаблирањето на Македонија како демократска држава. Така да мене не ми изгледа невозможно сега повторно да се направи влада од луѓе со интегритет кои што ќе може да ја подготват државата за едни фер демократски избори на кои што ќе победи оној кој што има подобра програма. Многу важно тоа не бидат денонсирани во јавност. Тоа професоре го предвидува и законот за влада. Таква техничка влада која ќе спроведе избори. Ако дозволите... Но во парламентот, се извинувам, само да довршам реченицата, Зонко, но во парламентот таа влада треба да ја гласаат сепак политичките партии. Така е. И таа треба да е консензуална. И таа треба да е консензуална. Давидович. Точно, потполно се согласуваме дали ќе ја викаме техничка или експертска или концентрацион луѓето има во Македонија луѓе, експерти, луѓе кои тежат и значат и кои не се ориентираат според идеологијата или припадност или симпатија на една партија. Го почитуваат законот. Владата за која зборуваше Зоран не само што беше успешна, и ја формираше државата. Се сеќавате од пари до малтене граница. Имаме такви луѓе во Република Македонија. И штета е што такви луѓе не можат да избијат на површина. Се уште се партиите тие кои што ја играат грабната роља. Ме буни терминот експерти кои што ја знаат материјата. Експертот се претпоставува дека ја знае материјата за која што ќе работи. Иако тоа не е научна, не е ману, не е дисертација, треба да се спроведат избори. Повеќе ми значи ако експерт кој што има дигнитет да не трпи влијание, дури од партијата што го предложи. Тоа е таа тежина. Тоа е експерт и багажот за кој знае работи да е поданик на една партија, такви експерти има многу. Знаете како луѓето, професорот тргна од еден добар пример, првата влада во Република Македонија на Клисев, која беше експертска влада. Таа иста влада, токму од тие кои најмногу ја поддржуваа, на крај беше урната. Кажа Давидович,
дека таа влада бараше политичка влада. Затоа што се бараше политичка влада, но одговорност. Токму но сега таа кратка анализа токму она Давидовиќ што го кажа, таа влада ја направи Република Македонија да тргне како независна и потоа се тргна во една крајно некоректна политичка влада, а тоа беше значи одби Гошев нели да формира влада, одби Георгиевски претходно и на крај наместо доди Андов да формира влада или додеме на предвремени избори, ние му ја дадовме, односно Глигоров му го даде мандатот на Црвенковски и таа политичка влада тогаш ќе тргна Македонија во спротивна насока, не во демократска насока, она што го насочи професорот во неговото кажување. Добро, тоа не значи дека ние денеска согласно онаа што е договорено во пржину и законот за влада, не може и не треба да имаме на 100 дена пред избори техничка или, ако сакате наречете експертска влада, законот ја нарекува техничка влада за спроведување на изборите, да ја имаме како таква и да се оди на избори. И се загатна уште едно прашање овде. Политичка одговорност слушнав на политичките партии. Која политичка одговорност? Па токму немање на... Не, вака. Токму немање на политичка одговорност и сенс за политичка одговорност и сите други одговорности редом надоле по пирамидата во судството, во образованието секаде не доведе во оваа ситуација. Се дека не се научиме дека секој од нас има одговорност, но и да го покажеме тоа и да казниме каде што треба, нема да имаме за жал многу време институции кои ќе функционираат самостојно. Одговорност. Има одговорности ќе говориме. Мислам дека треба да направиме прв блок на реклами. Режија, ако имате таа слободната реклама што не е врзана за прилог, пуштете ја таа. Ако не, тогаш прилогот на Градимир за анкетите на политичките партии. Отворено студио на телевизија Нова. Разговараме за правната држава и политичките одлуки со Звонко Давидовиќ, адвокат, Зоран Поповски, универзитетски професор, Оливер Андонов, универзитетски професор. Уште малку кај одговорноста. Говоревме за политичка одговорност, за морална одговорност, лична одговорност и така натаму. Одговорност е одговорност. Ми се чини дека во еден период на доминација на политичките партии, министрите и луѓето кои што работат во државната администрација, а приврзаници на партии, повеќе чувствува одговорност кон партијата и кон лидерот, одошто кон правната држава. Па дури имавме, се сеќавате, изјава на еден од министрите на ДУИ, дека тој одговара пред лидерот на партијата, и не беше само тој случај, се сеќаваме, да не ги наведувам се, но знаеме дека имаше такви ситуации и се уште има. Кога оваа ситуација, Поповски, ќе се смени? Кога говориме пак за дигнитет на луѓето кои што се избрани, кои што се поставени да вршат одредена важна функција, ќе гледаат дека Уставот и законот се над партијата и над другите, како да кажам, пониски типови на одговорност, освен кон правото. Значи, јас имам некое искуство и административно во 4 години бев државен секретар за образование во Министерството и тогаш се обидував да воспоставам еден механизам на раздвојување на политичките одлуки од она што значи професионален состав на Министерството, кој што треба да спроведува одредена образовна политика врз база на тие политики, ама со трошење на јавни пари. И дури често со тогашниот министер, со кој што за среќа останавме пријатели до ден денеска, имавме несогласувања токму заради тие причини. Некогаш кога ќе видите дека, да речеме, чекмеџето е толкаво, а дека потребите се поголеми, ќе дајете до знаење дека и таа политичка одговорност тој ќе јас носи. Јас сум се очистил како државен службеник, знаете, по дефиниција државен секретар е шеф на администрација. И во одреден момент он укажува дека до тука одат можностите и финансиски и правни, а понатаму политичката одлука ја носи министерот, кој што во одредена ситуација може да биде повикан на одговорност заради тоа што го прави. За жал сега државните институции се, да речем, добро рековте, поклопени и веќе не можам да проценам дали воопшто постои. Тоа веројатно се сеќавате на британска серија Да министре, кога постојано се водеше токму таа војна на релација избрани политички представници и една сериозна државна структура, апарат кој што си има одредена патека, која што ако ја напушти,
знае дека државата може или тој сектор може да биде доведен во опасност. Ние сме се уште само 25 години независна самостојна држава, иако имавме искуство и во претходната држава, меѓутоа лично мислам дека е прашање на зрење на тие институции, меѓутоа институции кои што ќе бидат целосно растеретени од политичко влијание, кое што за жал во овие четврт век не успеавме да ги релаксираме од такво влијание и затоа имаме повеќе сервилна администрација отколку администрација која што води сметка пред се за секторот, за граѓаните, а потоа за нејзиниот надреден министер, подпредседател на влада, премиер и така натаму. Давидович, се вратиме на актуелна ситуација, на некој начин рековме сите, или такво чувство имам дека како да се слагаме дека може да се изроди некое решение, како што вели Хајндл, решението е тука, само што вие не сакате да го спроведете или да го најдете. Ако му веруваме на овие зборови, веројатно тој има контакти со лидерите на политичките партии и во контактите со нив стекнал впечаток дека некој компромис постои, но дека постои недоверба меѓу двете наголеми политички партии од македонскиот блок и веројатно исто е така и во меѓу ДУИ и ДПА. Како да се стекне доверба меѓу политичките партии, веројатно е прашањето малце тавтолошко, не верувам како да се стекне, тоа зависи до луѓето, но напоредно со тоа во комуникација со некои аналитичари и странски посредници тука, тие имат впечаток дека постои голема противречност меѓу политичките партии, не само идеолошка, не само недоверба, него дека се однесуваат, едните се премногу јаки, другите се преслаби и нереални, од истите причини. Нереални на актуелната ситуација. Не може да видат реалната. Премногу очекуваат од меѓународниот фактор, а тој по дефолт треба да е неутрален. Сите барат спас од нив и се овие треба да бидат нешто помагачи на послабиот, а јакиот да го ослабнат, бидејќи па премногу моќ не е нарно, нели тоа се бара опозиција. Причините за недоверба се длабоки. Свесни сте и вие и веќе подолг временски период трајат не само меѓу политичките партии, туку и меѓу граѓаните, што е тажно и што е жално. Еве преска слушнавме и ја почитувам сечево мислење дека не се согласува господинот со тоа што шарената револуција, не знам, на тој начин фарба, ја гледаме само последицата. Никогаш не ги гледаме корењата. И да почнеме од почеток, од нула. Ја многу се согласувам со ова што го кажа Зоран, дека е потребно еднаш да почнеме да функционираме као правен систем, као сериозна држава, као сериозни институции. Ако политичките партии меѓу себе немаат доверба, ќе мора да ја стекнат, ќе мора да се откажат од своите црвени линии, ќе мора да попуштат, но да имаат на ум една работа, дека имаме една држава. Граѓаните се тие, не се граѓаните на ВМРО и на СДС и не знам, на овој или на оној. Тие се граѓани кои овде живеат, и се македонци, и се во Република Македонија. Сите ние не да можеме, она што рековте, мораме да најдеме решение. Оваа криза сите не изјадува. Институциите одамна не функционираат, од X причини, но сега и она што малку што функционираше веќе не функционира. Веќе се гледа дека ние мораме да најдеме решение за да почне оваа држава да живее. Запре се. Добро е што почна политичкиот диалог на тој начин. Мислам дека еве и овде вечерва ние разговараме, можеби имаме спротивставени некои своји ставови и мислења, но добро е да се чуеме еден со друг, средина сигурно ќе најдеме. Она што предстои е договарање на термин за избори. Од тој сега двете страни како да се внимаваат дали ќе определат термин за избори, но пораката е јасна. Кога ќе договорите термин, тогаш ќе треба да се подготвувате за тоа. Една од главните обвинувања на власта кон опозицијата е дека опозицијата бега од изборите заради лошиот рейтинг. Дали е така, професор?
Кратко да. Моето мислење е дека да. Дека опозицијата сака да ги избегне изборите и да ги одложи што повеќе за да преку инструментите кои ги употребува, а тоа е протестите кои се без причински воглавном, кои се со, така да кажам, нервирање на населението, на граѓаните, со притисок врз граѓаните, со создавање на продолжена криза и нервоза, преку употреба на инструментот на специјалното јавно обвинителство. Она што Звонко во еден дел го кажа како точно дека стојат многу работи во државата, а нема да се согласам дека институциите не работат, бидејќи искуството мое дека се уште оној професионалниот дел од институциите многу добро функционира и нормално се одвиваат работите. Тоа е поентата на опозицијата заради многу тривијални основи. Да се ослаби ВМРО-ДПМНЕ до тој степен што граѓаните ќе се предизвика кај граѓаните револта и нервоза. Ајде веќе еднаш додиме на избори, сега малку ќе бидам тривијален и ќе го парафразирам тоа, ајде веќе еднаш додиме на избори, па нека победи и СДСМ без било каква програма, без било што, само да престане оваа агонија во која се наоѓаме. Ево, знам со глава. Не, ворете, јас знам дека Звонко нема да се согласи со тоа, но мојот печаток во однос на Социјалдемократскиот сојуз е токму тој. И кога сме кај тоа, зошто не се наоѓа решението и зошто одиме во еден ќорсо как нон-стоп нешто измеѓу се наоѓаме, тоа не е помирување помеѓу партиите и не е доверба. Колку долго може да... Тоа е личните ставови на раководствата. Колку долго може опозицијата да ги одлага изборите? 2018 кога се редовните избори? Не може повеќе од март 2017 затоа што тогаш мора да излеземе на локални. Добро. И тогаш ќе паднат во вода сите оние прашања кои беа непрочистен избирачки список, ова било не во ред, она било не во ред, тогаш ќе се види на локалните. Значи што ќе има тоа што опозицијата од 2017 кога ги одлага изборите? А видете, понекогаш, знаете како велат, довеникот за сламка се фаќа. Ден за ден, белким ќе успеам нешто. Сега нов метод на протестирање, ќе ги блокирам улиците, ќе правам тензии меѓу граѓаните. Заев најавува багери некои на 18, не знам што ќе прави. Значи, навистина, луѓето си купуваат време да си бидат малку инвентивни во тоа како нешто да чепнам ваму, да чепнам таму, за да си привлечам внимание дека јас нешто се борам против нешто. Давидовиќ, сепак анкетата последна покажува дека рейтингот на СДСМ е се уште понизок од рейтингот на ВМРО-ДПМНЕ. Вака, да се вратиме на ова па околу анкетите. Дали тоа причина за одлагање, не знам, но не, вака значи не се согласувам зошто. Се вика опозицијата бега од избори. Шарената револуција ги малтретира граѓаните. Се блокираат и се нервираат луѓето затоа што се блокираат раскрсниците. Зашто почнуваме од крајот, од последицата? Зошто еднаш честно, човечки, па тогаш можеме да се доближиме, не кажеме. Постои основано сомневање дека врвот на владеачката партија треба да одговара, можеби, за определени незаконити действија. Затоа постои специјален јавен обвинител. Ниеден од нас овде, јас се извинувам само да не ме прекинувам, апсолутно јако не се согласувам. Ниеден од нас овде не го направи специјалното јавно обвинителство. Токму четворицата лидери, консензуално, го избраа дури и човекот. Епа, ако го избрале и ако подпишале такво нешто, почитувај го до крај. Овозможи му да го сработи. Немојте да ме сватите. Не тврдам ја дека некој мора да одговара, мора да оди во затвор. Испитајте, проверите, утврдите, да ја завршиме работата и еднаш да имаме чиста ситуација. Никој никогаш понатаму багажот да не го носи, ово е виновен, ама знаеш, во таа смисла беа и помилувањата. Не може председател на држава да помилува луѓе за кои постои основано сомневање дека, особено ако е политичка елита. Зборувам за двете страни.
Немојте погрешно ме сватите па една или друга. Го имаме како искуство веќе во државата? Не, го немам искуство 5-6 луѓе, а по да се поништи помилување. За политичките лидери зборува. Апсолутно не постои такво нешто. Аболиција, не, така се. Па немојте од доста Димовска како почнеме. Оставите го минатото. Ајде да ги закопаме мртвите да зборуваме за иднината. Само да довршам. Ние гледаме дека дел од луѓето се бунтува, дел од луѓето протестира, дел од луѓето бои и изразува револт на релативно мирен начин. Гледаме во странство што може се да се случи и како изгледа еден насилен протест. Овде нема насилство. Боењето не е насилство. Али ако некој многу е нечесно, многу е нефер да обвиниш деца затоа што боеле, без оглед што, а да премолчиш можеби постоење на криминал, а ова е само последица на тоа. Се извинувам. Зоран Поповски ми даде сигнал, па после на вас. Неколку прашања кои што ги отворивте околу одолжувањето на целиот на оваа агонија, одолжувањето на изборите. Јас повторно сакам превентивно да се подготвиме за избори. Значи, ако е возможно во меѓувреме попис да се организира. Затоа што, знаете, избирачкиот список без попис во последни 14 години е ирелевантна работа. Тоа е делот кој не можев да го завршам. Да, понатаму повторно се враќам на оние механизми на контрола. Зборувавте за доверба, за одговорност. Ако во овој момент власта е и кадија, и судија, и заптија, и арачлија, и, да речам, борчлија, тогаш, ако ги изместите тие механизми во рацете на другата страна, ќе видите колку ќе биде одговорноста подигната на повисоко ниво. Ова што го зборувате околу шарената револуција, значи, ние не сме некоја држава која што е имуна на овие работи. У Косово димнine бомби станаа секојдневие. Во Црна Гора имате една сериозна тензија која што се манифестираше на сличен начин со кампирање. Босна и Херцеговина веќе да не функционира, станува нефункционална држава. Така што пред некој ден слушам дека ситуацијава не била волку критична ниво 2001. С краја било. За мене 2001 беше критична. Сега сме валјда доволно разумни луѓе да се учиме на туѓи грешки, па и на сопствени, за да не влегуваме во таа спирала на насилство и така натаму. Така што, значи, ако овие работи не ги направиме предходно, изборите ќе завршат и после 3-4 години ќе ни се случуваат повторно истите работи. Затоа јас сакам превентивно овие работи, ако можеме да ги решаваме, ќе биде многу добро. И само уште една реченица. Не е точно. Јас барем никогаш не слушнав дека опозицијата не ќе да оди на избори и сака да дојде на власт без избори. Тоа едноставно не е точно. Али ова што Зоран кажа, ако не го прочистиме избирачкиот список, законската регулатива, значи да немаме сомневање во начинот на кој ќе се спроведат изборите, па никој не ќе да оди на избори кој што не може да ги спроведе легално и законито. Значи, професоров каже една убава работа за превентивното делување и да, тоа е неопходно за да можеме да излеземе на нормални избори и да кажеме за кого и кој сакаме во иднина како граѓани да ја води државата. И сега, она Звонко што се обиде малку да го дезавуирак во излагањето, а тоа е на неколку нивоа ставено. Еве од крајот, ако почнеме од избирачкиот список. Значи, ние фактички имаме состојба во која се прочисти избирачкиот список и на крај се дојде до некоја банална бројка на така наречени неутврдени лица. Токму така. Опозицијата тоа не го призна. Нормално 2,5 милиона гласачи. Ама немојте сега така, не. Па ВМРО вика, ја имам 500.000 и ја имам 50% од гласачите. Немојте. Јас сега можам да кажам дека ја имам за мене 300.000 гласачи позади мене дека стојат, ама тоа се мои лични проценки, тоа е моја работа. Се излезе во Државната изборна комисија, се прегледа Кој? нивните луѓе од ДИК. Кој го води ДИК?
Па не знам кој го води ДИК, кажете Знаете ми. како не знаете Па кој знам, го води ја вас ве прашам кој го води ДИК. Ќе се испрашуваме, нели? Па нема да се испрашуваме. Ова е провокација што го правите. Многу ви е јасно кој го води ДИК и дека опозицијата стана. И вие сте упорни дека избирачкиот список е прочистен. Па тоа е начинот кај што не можеме да се доближиме. Не е така. Па немојте. Тоа е токму така. Тоа е начинот. Кадија судија извршител апсана. Па немојте. Се е таму слева. Никогаш нема да се согласи со тоа дека избирачкиот список е Зоран ви прочистен. И ајде да продолжам понатаму, јас бев трпелив, не ве прекинав, значи нема потреба од дигање на тензијата. Значи да продолжам понатаму со она што вие го кажавте, дека ајде да почнеме од почеток за основано сомнение. Така е. Значи, тоа е само сомнение. Тачно. Дека некој сторил нешто. Ја не реков поинак. Од друга страна, зашто прво не се расчистеше случајот Пуч, кај што имаме докажано лице кое го изврши прислушувањето и за чии потреби го изврши прислушувате ли вие мене кој прислушувањето? предмет ја спомнав? Ама вие го спомнувате. Ама ја го спомнав Јас зборувам за сите предмети. извинете. И ја кажав Не, немој да манипулираме сега. вие Манипулирате со зборови манипулирате. Јас кажав политичката елита. Ама вие се задржавте на една со Пуч или овој Вие се задржавте на една политичка елита, кажувај. Не. Да, многу убаво се Политичката елита. задржавте, ве молам се. Сега нема да кажеме, ај вратете назад емисијава да преслушаме да видиме кој што Има кажа. две репризи. Ќе имаме две репризи да видиме, токму Така е. така звонка. И на YouTube ќе видите. Значи, ако сакаме да изградиме доверба, ајде да видиме кој прислушуваше, за чии цели Апсолутно се прислушуваше слагаме. и што сакаше да стори со тоа што прислушуваше и некој да утврди колку се точни тие прислушувани материјали. Така е. Тоа беше задачата на оваа така наречено специјално јавно обвинителство кое има задача. Полека, тоа е специјално јавно обвинителство за кривични дела кои произлегуваат од нелегално стекнатите телефонски разговори. Значи кривични дела кои произлегуваат од нелегално стекнати. Значи, прво треба да се утврди. Кривични дела кои произлегуваат. Така е. А не давате да се говорат. Така е. Кој не дава Да ги утврдиме. Кој не дава? Ајде кажете ми, ако сме веќе кај ова, ајде сега да зборуваме за тврдина така. Еве еден од случајите. Ајде. Се работи за уништување на опрема која е за прислушување, така? Да. Ништо во прислушуваните разговори нема попрашање на тврдина. Затоа што тие Ја не сум ги прислушувани слушал. разговори јавно ги објави заев, не знам што сте Не, слушали. ако ми кажете дека 570.000 или колку се таму Не, сте он самиот не знае Ја не колку сум има, преслушал. мислам, додуши имаме и во околината, знаете. А и неколку СЈО ви кажа прислушувани дека разговори. не ги преслушале И сите. сега, значи, дозволете ми да објаснам. Значи, разговорите се однесуваат во периодот од 2011 до 2013, така? Гонењето на тврдина се однесува од 2014 навам, поради наводно фалсификување на документи наназад. Каква врска има тоа со прислушуваните материјали? Вака. Сега, вие ќе ми кажете дека наводно преку уништување на опремата се прикрило ова или Многу она. грешите Но, ако само го земав како предпоставувате еден што ќе ви кажам. само Дајте го да ви земав- кажам, ќе слушнам. Само го земав како еден пример тоа. Не, ама дајте ми Но, да ви кажам, па ќе чуете што мислам. Инсистирам на тој дел дека специјалното јавно обвинителство, доколку не сака да биде политички инструмент како што досега е, како што покажа досега, бидејќи не може за некого да бараш притвор, а некого да ослободуваш од притвор, така, токму така, мора да почне од почеток и да се расчисти. Случајот, кој прислушува, зошто прислушуваше и колку се вистинити разговори. Па потоа нека покране постапка за се останат. Одговорот да видиме како што имаме еден прилог кој што е во прилог на Вие предпоставувате, а јас ви кажав многу јасно и гласно. Специјалното јавно обвинителство треба да утврди на законит начин дали има елементи на сторено кривично дело, за тоа да подигне обвинение, судот е тој кој ќе пресуди. И ако тоа не го направиме, Така е, се джабе. согласувам. Да, ама никаде не кажав дека овој или оној треба прв. Второ, ако некој ја има власта, нормално е дека можеби сомневањето ќе биде зголемено кон оној што ги има јавните пари, даноците ги собира и сето тоа. Добро. И никому, ако не пречи во оваа држава, ја верувам, да се утврди вистината и еднаш да завршиме. Второ, по прашање на двојниот аршин, обвинителството не е тоа кое што определува притвор.
Судот е тој кој што определува притвор. На секое барање на бараше ослободување од притвор. Така е. А за некој инсистираше притвор, па уште се жалеше. Така и гледате четворица луѓе, али каде сте вие уназад 10 години да зборувате за ова, каде што мечка да однесевте, поварам притвор, мечка ќе завршиш. Ама јас еднаш ова го имав со Тортевски, го зборував еднаш ова, реков јас сум правник и не сакам за притворска. Ама зборувате за нешто што зборував и од искуство и го знам тоа што го зборувате. Се извинувам што ќе прекинам за кратко овој диалог, не дека не е интересен, но сепак да се придржуваме до стандардите на 3 прекинија за реклами, малце да се консолидираме со изјавите, да го вклучиме и Зоран Поповски, а имаме и прилог кој што ќе ви биде дополнителен поттик за понатамошна дебата. Режија, предлагам да го погледнеме прилогот на Градимир за последната анкета на ИРИ, а набрзо потоа и за специјалното јавно обвинителство, но едно по едно. Ајде првин прилогот на Градимир за последната анкета на ИРИ. Двојно поголема предност на владеачката ВМРО-ДПМН е во однос на СДСМ кај етничките македонци, покажува последната анкета на Институтот Брима Галуп. Според податоците од ова истражување, 39,6% од етничките македонци би гласале за ВМРО-ДПМН доколку гласањето е задолжително со закон, а за СДСМ би гласале 19,3%. Земајќи ги предвид гласовите на сите етнички заедници, процентите се 27,1 за ВМРО-ДПМН и 15,8 за СДСМ. ДУ и ДП овдека се појавуваат со 6,5 и 3,2%. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, е политичарот во кој граѓаните имаат најголема доверба. Тоа особено се гледа кај гласачите македонци. 30,8% од нив имаат доверба во Груевски, за разлика од лидерот на СДСМ Заев, во кој доверба имаат 12,1%. Груевски во однос на Заев има двојно поголема предност и во вкупниот електорат. 20,9 наспрема 10,2 е соодносот меѓу лидерите на ВМРО-ДПМН и СДСМ. По нив следуваат председателите на ДУ и ДП, Ахмети и Тачи со 5 и 2,7%. Најголем дел од испитаниците етнички македонци, 38%, сметаат дека ВМРО-ДПМН повеќе се грижи за нивните лични барања и потреби, дека тоа е СДСМ сметаат 15,1% од нив, 26 наспрема 19% е соодносот на ВМРО-ДПМН и СДСМ кога ќе се земат сите етнички заедници. 40% за ВМРО-ДПМН и 18,4% за СДСМ е степенот на поддршка на партиите за тоа на која политичка опција граѓаните етнички македонци и веруваат за дадените ветувања. Повеќе од двојна е разликата по ова прашање и кај вкупниот број испитаници од сите етнички заедници, 32% за ВМРО-ДПМН и 15% за СДСМ. Поддршката за владеачката ВМРО-ДПМН е поголема во однос на онаа за СДСМ и за прашањата која партија подобро би се справила со решавање на проблемот со името, безбедноста и се меѓуетничките односи. Огромно мнозинство етнички македонци, дури 83,7%, не би прифатиле промена на името со додавање географска одредница за да влеземе во Европската унија и НАТО. Исто така повеќе од половина од македонците, 56,1% сметаат дека опозицијата води гола борба за власт, а 26,7% дека се бори за демократија и слобода. 3% повеќе или помалку се резултатите за ова прашање се вкупно кај сите етнички заедници. Од 60 до 70% од граѓаните, во зависност дали е целото гласачко тело или македонскиот дел од електоратот, не оправдуваат уништување објекти и споменици. Половина од испитаниците, 50%, сметаат дека СДСМ не би била подемократска власт од ВМРО-ДПМН. 20% го сметаат спротивното. Анкетата е спроведена во период од 5 мај до 12 мај врз 1006 испитаници на возраст над 18 години. Со оглед на фактот што на сите досегашни избори етничките албанци во Република Македонија речиси 100% гласа за политичките партии во албанскиот политички кампус, посебно се издвоени резултатите од анкетата кои се однесуваат на мислењето на македонскиот дел од електоратот. Отворено студио, дебата во права смисла на зборот. Јас само има неколку мали дополнувања на прилогот на Градимир, кој што поради обемноста не може да се да опфати. Еве ми остана мене јас да ги прочитам уште неколку интересни податоци, дека ИРИ констатира дека песимизмот околу политичката состојба е предизвикан од престушувањето. Во тој контекст 64% од испитаниците не одобруваат одлуката
на председателот Иванов за помилување на политичарите, а 63% ја поддржуваат работата на специјалното јавно обвинителство. Политичкиот контекст, според ИРИ, има влијание на јавната доверба во капацитетот за одржување слободни избори, така што помалку од половина од испитаниците, или 48%, сметаат дека се исполнети условите за нивно спроведување и, уште еден податок, дека политичката нестабилност во Македонија расте, а довербата во демократските институции опаѓа. Сите овие теми на некој начин ги почнавме и ги отворивме во оваа дебата и се разбира, мислам дека и граѓаните низ едни вакви анкети ја покажуваат своето расположение и се разбира се уште она што го почнавме, дека и покрај се најмногу веруваат во ВМРО ДПМН, 27% и 18% за СДСМ. Значи, тоа е факт кој што и СДСМ, мислам дека треба да го има предвид. Прашањето ми е до Зоран Поповски, ако немате коментар на ова што беше до сега. Па не, сега по врска со анкети, мене не знам дали ви промакна тоа во еден момент 20% поддршка за Груевски, 10 за Заев, 4 за за Ахмети, 2,5 за тоа се вкупно 37%. Мене ме загрижува 63% кај. Во кого гледаат доверба тие 63%? Значи, гледате, или не се изјаснуваат, или... Да, ма пазете, 2/3 од луѓето не се идентификуваат со некој лидер на политичка партија, што у принцип кажува дека веројатно се заситени од целава. Околу анкети исто така мислам дека крајно внимателно треба да ги прифаќаме. Добро, ова со Ири јас прв пат сега ја слушам, иначе порано ми беше многу интересно кога секојдневно бевме бомбардирани со анкети на некакви организации чии што седишта беа по студентски домови, па тропнете на врат, излегува студент, не знам што е тоа. Другиот поранешен генерален секретар на СДСМ има своја агенција, па он спроведува своја анкета, така што у принцип, знаете, тие работи секогаш требате да ги со резерва. Предпоставувам дека, што ми е Ири во прашање, дека веројатно станува збор за нешто што е издржано. Инаку порано, искрено да ви кажам, кога ќе слушнам извор нарачка, тогаш многу резервирано ги прифаќав тие. Поентата ми е 2/3 од луѓето немаат доверба. И не само треба да се... Добро, тоа се го извлековте како констатација, немаат доверба, немаат определба. Немаат определба, што е сосема нормално. Океј, ама и во другите, кога ќе погледнете и другите показатели, ВМРО, СДС, кој процент? 50% од луѓето фалат. Да. Тоа е сосема нормално. Во сите изборни анкети, знаете, така се движат работите, затоа што ние не видовме, например, методолошки да ја видиме и статистички дали кој примерок на истражување е земен. 1100, тоа е оној стандарден примерок што се зима телефонско, како било, што било. Значи, негде нема одговорено, ние не видовме неодговорени, не видовме... Таму кај што е 50-60% не коментирам, ова ми падна во очи, затоа што беше 1/3, 2/3 беа... Воопшто е таква отприлика состојбата во анкетите политички. И досега сте следале токму тој неопределен дел на граѓаните, кој ние го дефинираме како неопределен, а тој можеби и определен, можеби и не сакал да одговори, е таргет на политичките партии во изборите. И оваа анкета нам можеби ќе ни покаже како анализа да направиме кој е во предност или не е во предност, односно какви се ставовите на граѓаните по однос на специјалното јавно обвинителство или какви се ставовите на граѓаните по однос на тоа перцепцијата каква е, дали имаме услови за избори или немаме, демократски и така, но за политичките партии првенствено е важно да знаат дека голем дел од граѓаните е се уште неопределен или не дава став, не изнесува став. И тоа е она што веројатно претпоставувам, пошто така ви беше и прашањето колку што се сеќавам околу, односно една констатација околу Социјалдемократскиот сојуз ли беше или како го кажавте тоа, зошто во определен момент Социјалдемократскиот сојуз го знае тоа и не е сигурен дали ќе успее токму тие неопределени да ги привлече кон себе, а привлекувањето на тие луѓе не може да го направи во 20 дена кампања. Бидејќи се гледа колку е разликата во рейтинзите. Јас го почувствував на своја кожа затоа што тие бројки јас на крај морав да се соочам со суровата реалност и се сеќавам дека се разбира човек излегува на избори за да направи добар резултат. Јас бев малку разочаран од тие 32.000 гласа што ги добив.
И цело време анкетите кажуваа некаде 4-5% поддршка, кога излегува на виделина неважечки ливчиња, 23.000, од кои што на 18.000 беше моето име. И кога ќе ги додадете на оние 32.000, тоа се 50.000. Сосема друга слика прави за овакво. Сите оние шпекулации кои што биле врзани со бројки. Затоа велам, секогаш мора да сме многу внимателни, а факт е дека политичките партии, тоа им е реперот. Они врз основа на тоа града стратегија, кога ќе излезат на избори, дали е време за избори и така натаму. Ги одложува изборите и ги развлекува создавајќи критична состојба за да ја зголеми таа критична маса на луѓе во кои ќе се обиде на некој начин да влие, да превагне у определен момент и така. Бидејќи сега личниот мој став е дека СДСМ не се убедени дека ќе победат и на 2018 да чекаат избори, не знам, до 2018 техничка влада да имаме. Поповски, уште едно прашање има за вас. Особено ова сега што го споменате за рейтинзите, за рейтингот што вие го добивте како претседателски кандидат, за рейтинзите на помалите политички партии. Без да пледирам дали сум за или против бипартизам или не, најчесто така и во најголемиот број држави во светот постојат две најголеми партии. Но Македонија, македонското политичко милие и етнички и политички дава множност, има еден куп партии, 50, 60, 70 партии, од кои најголемиот број си надворот од парламентот, но многумина од нив си го бараат своето место под сонцето. Имаат ли шанса малите партии, така наречени мали партии во Македонија, има ли потреба од нив и дали тие може да придонесат во изборот на граѓаните на некоја опција што постојано се бара, некој центар, лев центар, десен центар, зелени, некои партии кои што би ги привлекле и оние граѓани кои што не сакаат да припаѓаат ни на едната ни на другата опција, а и голем број на овие неопределени кои што веројатно можеби бараат некоја ваква. Вие припаѓате на една таква партија на некој начин, Гром, без разлика дали е лев или десна, но еден од многуте обиди да се формира таков изборниот модел не им дава многу шанса на малите партии. Дали повторно е во опција, во оптек барањето за една изборна единица која што нуди? Јас сум повеќе за мнозинскиот принцип, каде што врз основа на бројот на гласови ќе може да се рефлектира и бројот на представници во парламентот и тогаш веројатно ќе можеме да рачунаме дека ќе има една, да речам, ај вака се асоцирано со шарена револуција, шареноликост, од која што ќе се влече некаква, да речам, и политичка одговорност, меѓутоа и партиципативност на поголем број на политички субјекти. Ние во Македонија не се ни обидуваме тоа да го направиме, затоа што големите партии ги прибираат малите партии уште во предизборни коалиции. Гледате ситуацијата во Хрватска. Се појави мост без кој што не може да се формира влада. Во Словенија социјалдемократската бившите комунисти исчезнаа, сега се Братушек прва, сега Церар, сосема нова политичка опција која што станува доминантна на политичката сцена. Во Србија повторно, пазете, демократската странка се распадна и сега имате 2-3 партии кои што гравитирале кон неа со по едва 5-6% влегување во парламентот, меѓутоа тоа создава една слика на разногласие која што веројатно ќе создава, да речам, притисок врз власта. За Србија може би е релевантно. Земете Грција. ПАСОК исчезнува со 6-7%, веќе имате нов политички субјект. Ние се уште не сме, веројатно, ајде да речам, зрели, меѓутоа овие два големи политички киклопи не оставаат простор за некаква нова опција. Јас дури гледам и по медиуми, се сеќавам тогаш додека траеше кампањата, беше многу интересно. Го најавуваат кандидатот на опозицијата, универзитетски професор, доцент беше тогаш, другиот исто универзитетски професор, а мене вика Зоран Поповски кандидат на Гром. А ја најстар професор од сите. Знаете, у принцип, и сега, знаете, у старсте, ова е некој... Не сега нешто многу гордеам со таа, мислам, у принцип, меѓутоа делува многу едноставно, така се навикнати луѓето, дека има две нешта, а ова другото има да се избориш и прашање до кај ќе стигнеш. Така што, ако не се отворат, па и медиумите, можам да кажам, за некакви нови струења политички, мислам дека и понатаму ќе се соочуваме со овој бипартизам, а првично треба да се промени изборниот модел. Значи, заговараме
Па и Гром пред некој ден председателот Јактимовски истото тоа го потенцираше дека мнозинскиот изборен модел создава повеќе простор за малите политички партии да го помирисаат парламентот. Да, но се извинувам, ќе неопходен е цензусот. Знаете, ако одиме на таа варијанта да се овозможи на сите со било колку гласови, па тоа да се дели, па да се некој модел земе во кој и тој кој ќе добие, да кажеме, 15.000 гласа, па ќе влезе во парламент, нема логика на... Без цензус. Они што бараат... Знам дека бараат без цензус. Знам дека бараат без цензус. За да може мислам дека... Пазите, ние имавме 30.000, а едва влеговме со еден пратеник. Кој тоа е тројца треба да има. Па Љупчо Георгиевски имаше 2011 требаше 23 пратеници, ни самиот тој не влезе во... 2011 имаше, се чини, не, 33.000 исто имаше како Гром, што имаше 2600 имаше околу 62.000, а тогаш Тито Петковски влезе со 7, со 57.000 влезе со 7, а тогаш на ВМРО Народно со 63.000 заради структурата на гласачите, бидејќи не е изборна единица. Затоа што така беа изборните единици. Тоа е Донтоновиот модел што намерно до Давидовиќ ќе се обратам како провокација повеќе. Пред да нарачаме реклами, да ви ги донесат нови чаши со вода, бидејќи е жешко, може би ожедневте. Но сепак уште е неколку минути дебата. Кога споменав и го пуштивме прилог за рейтингот на политичките партии, за ова што Зоран Поповски и Андонов говорат дали е тоа причина за одлагање или не одлагање на изборите, не навлегувам во тоа. Но мојата комуникација со граѓаните, обични граѓани, кои што секојдневно комуницирам, знаејќи дека сум новинар и мисля дека знам повеќе од нив, што не е така, мислам дека некогаш и тие знаат повеќе од нас новинарите, и ме прашуваат сега кој ќе победи, како ќе биде, кога ќе има избори, јас ги прашувам нив. Има многумина кои што, како да ви кажам, не би гласале за, не сакаат да гласат за ВМРО, ама не сакаат да гласат ни за СДС. Мисля дека понудата што доаѓа од страна на опозицијата, како да се уверени дека не се за ВМРО, но не гледаат ништо во опозицијата што би ги натерало да гласат за. Значи, може би се спремни да гласат против, но не делот кој што треба да ги натера да гласат за, им е смарен, им е стеснат. Дали опозицијата прави доволно да ги абсорбира овие гласачи кои што се неопределени, бидејќи мали партии ќе го прават своја дел ако не влезат во коалицијата, но сепак СДСМ е водечка опозицијска партија и го признава тоа право и тие мали партии кои што се со неа, па дури власта ја признава и најмногу одговара таа да биде опозиција. Сметате ли дека навистина не прави доволно и дека на некој начин ја имитира власта во некои рамки во кои што за некои работи за кои што ја критикува, особено во процесот во поимот на демократизација и толеранција на оние што не мислат како него. Вака, не може, ова може да биде само моје лично мислење, бидејќи ја не сум Добро, и ние не правиме емисијата да критикуваме опозицијата, но сепак ги слушам луѓето дека постојат луѓе точно дека не би гласале за ВМРО, но не би сакале да гласат ни за СДС, трета опција нема, за жал. Оно што го прашате, моје лично мислење, секој пат може подобро. Секој пат можеш да понудиш повеќе. Дали ја препознавате како субјект, освен што критикува и што укажува на слабостите, дали може да препознаете платформа, програма, тактика за настап? Мислам дека нема ни доволно време да поради сите настани да ја дадат оваа програма и сето тоа. Имаат програма, имаат определени програмски определби и имаат определени решенија за некои прашања. Она што јас сум го слушнал, што го знам, може подобро. И мислам дека демократскиот капацитет нивен, барем мој впечаток, дека дел и ги слушаат граѓаните. Знам дека разговараат со невладините организации, дека бараат и го слушаат нивното мислење. И мислам дека е тоа добро. Јас немам такво чувство, не може да искоментирам нешто. Не знам, навистина, тоа е моје лично мислење. Значи,
лично сметам дека опозицијата во ништо не дава сигнал дека е променета од некои поранешни времења, дека размислува некако позитивистички, па всушност тој реваншизам е видлив кај Заев со на јадење луѓе, нели, и воопшто она што го настапуваше вашите позиции се што го настапуваше како такво. Едноставно не видовме програма што сакаа да направат. Ништо не чини, а како ќе биде, ние знаеме, ама не ќеме да кажеме. Тоа е како мали деца кога се играат или ќе го прашаат во училиште, тоа он знам, ама не ќем да кажам. Вие кога би претпоставиле би гласале за опозицијата? Видите, јас по провиненција сум многу чисто прашање ми поставивте. Јас се согласувам со ја по провиненција сум десничар, но дали можам да препознам во опозицијата реформски дух или нешто што ќе понудат подобро од сега? Зошто да не? Зошто да не им се даде шанса? Ајде да видиме што тоа дадовте конкретно. Да слушнеме пред. Молам, искуството е лошо. Тоа е работата. Иначе сакав само да ве потсетам пред рекламиве, преска ми измакна можеби една дигресија. Значи сега актуелната власт е љута затоа што се обструираат улици, се нервираат граѓани. 2006 година се сеќавате Светлина, Шупраева, со 2 југа блокираат цел град. И сега, знаете, лицемерно е го, па тоа се алатки на политика, па ама не е проблем ти да излезеш и да протестираш. Не, тоа не е проблем сега. Да блокираш улици. Не е проблем. Ти имаш определено време јавно кажеш ке се блокира раскрсница, нема проблем. Сега има една битна разлика, професоре. Не, јас се сеќавам за демократична партија тоа. Зашто? Нема пеглат професорот беше државен секретар во образование, мислам че. Не, ама сакам да ве потсетам затоа што некако сега се однесуваме како од небо паднати. Тоа се не ги оправдувам, ги разбирам, ама не ги оправдувам. Ајде сега правиме паралели, нели? Бомбона бизнисот го оспорува тогаш или што беше последиците какви се од тој бомбона бизнисот, нели? Имаме уште еден прилог кој што говори за активноста на специјалното јавно обвинителство, кој што е, значи, дел од низата мерки кои што почна да се случуваат. Значи, аболицијата е повлечена, специјалното јавно обвинителство може да работи, бидејќи беше блокирано заради аболицијата. Веќе рековме, опозицијата се врати во парламентот, има обиди за седнување на маса на лидерите да најдат модус вивенди како и кога ќе има избори, каква влада ќе постои. Предлагам режија да го погледнеме прилогот на колегата Михајло Видимниски, кој што говори токму за активноста на специјалното јавно обвинителство и потоа сакам да го прокоментираме, бидејќи вие веќе двајцата говоревте за дел од неговите активности. Има и информација во однос на тие мерки кои што специјалното јавно обвинителство ги побарало во однос на предметите за кои продолжува истрагата, за каде што исто така се наведува дека истрагата за предметите продолжува во зависност од она во која фаза претходно се пристигнати. За 2 лица се бара притвор, за уште неколку други се бараат други алтернативни мерки како одземање на патни исправи или нешто слично. Ова беше наведено за секој предмет, значи поединечно во соопштението кое што го достави специјалното јавно обвинителство, значи што се однесува до предметот Титаник се води истражна постапка за сите осомничени во случајот. За предметот тортура поднесени се предлози за определување на мерка за предпазливост против 6 лица, потоа за предметот тврдина побарана е мерка притвор за 1 лице, како и мерки на предпазливост за 4 лица, додека за предметот познат во јавноста како транспортер се бара, односно спроведена истражна постапка против 1 лице, додека е барано да се определи мерка, алтернативна мерка, односно притвор за истото лице. Значи тоа се бара во однос на предметот транспортер, додека за предметот познат како ТНТ продолжува истражната постапка за 3 лица и предлози за определување на мерка предпазливост за истите 3 лица. Исто така специјалното јавно обвинителство во денешното соопштение наведе и дека е побарано од Скопскиот апелационен суд да се укине решението на основниот суд од Скопје 1 и кривичната постапка во однос на предметот познат во јавноста како пуч да предложи понатаму. Генерално имаме уште 3 минути
да завршиме со емисијата. Еве, после овој прилог, Давидович, каков е вашиот коментар? Ова за што се залагавте дека специјалното јавно обвинителство е избрано од сите и треба да работи. Мислам дека после повикувањето на аболицијата, денеска со соопштение се објави и ги спомна оние 5 случаи на кои што работи и меѓу другото и го ослободи Пуч од побара од судот да продолжи да... Така Како ги коментирате сите постапки? Нормална правна процедура која секојаш би требало и понатаму виднена да се запази, дури и коректни си во барањето и предлогот за мерките. Значи, не предлагаат автоматски мерки притвор, него се мерки на предпазливост, одзимање на патна исправи и јавување во суд, што е коректно, што е во духот на она што до сега беше критика, значи да не се бара за се притвор. Мислам дека, она што го реков, дека треба да ја сработи својата работа и еднаш за секојаш да утврдиме има или нема елементи на кривични дела и да продолжиме понатаму да го заборавиме овој период како нешто многу лошо и што не би сакале да ни се повтори. Не сум многу убеден во тоа. Јас сум доста скептик кон специјалното јавно обвинителство со оглед на тоа, знаејќи кои се советници таму, кои луѓе се вештаци во специјалното јавно обвинителство и следејќи ги нивните јавни ставови по однос на сите прашања кои се однесуваат на предметите од постапките на специјалното јавно обвинителство. И уште една работа ми остави како впечаток. Ете, иако го откочи случајот Пуч после толку време, нели имаше специјалната јавна обвинителка Јанева, имаше и свадби, и веридби, и фудбал, почна и првенство и така натаму. Дојдовме во ситуација да го откочи, но не сака да никако побара мерки на предпазливост за Заев и за Верушевски. Тоа не го слушнав некако, може би ми промашило мене, но затоа за раководството на ВМРО-ДПМН секако ќе се бара тоа. И токму тука ја гледам подвоеноста на специјалното јавно обвинителство и неговата политичка улога, така да кажам. Затоа сум скептик. Јас многу сакам ова за што се залага Звонко да се реализира во потполност, да имаме еден коректен однос на специјалното јавно обвинителство, не театрален настап со намера однапред да се обвини некој, туку еден коректен однос во кој ќе кажат да, тоа и тоа. Говорите се, тоа е прашање на пиар. Да, ама тоа не е случајно, знаете како тоа воопшто не е случајна работа, тоа е однос кон праќање порака кон јавноста. Добро, тука го гледаме тоа. До сега се нутеме јас можам да коментирам на основното јавно обвинителство што со години не излегува ништо збор да кажат. Па измислија портпарол, па и тој го снема, молча, но и тие им наоѓа безбелешки во говорот дека јавните обвинителства не треба во јавност да излегуваат во текот на истражната постапка. Добро, тоа е став. Воглавно мислам дека тоа треба така да биде. Да, значи ние не измисливме топла вода со специјалното јавно обвинителство. Имаме примери такви, нели? Тоа не е уставна категорија, ама сурова реалност. Така се најдовме во таква ситуација за да со политички договор се практично етаблира специјалното јавно. Сега бараат нели специјален суд со политички договор, што е некоректен однос. Би апелирал кога се презентираат, тоа се сериозни, да речам, факти во јавноста, значи да се избегнуваат политички квалификации, да се држат до она што е нивна работа, акти, презумција на невинност и така натаму, а потоа политичките партии нека си го толкуваат, нека си го пиаризираат, како знаат, тоа е веќе работа на политичко влијание, перцепција во јавност. Политиката е по дефолт перцепција. Исто така, мислам дека надвор од обвинителство, кога веќе зборуваме за јавност, многу е важно да се охрабрат и елитите политички, особено на двете политички партии, да седнат, да почнат да дебатираат за суштински прашања, затоа што имам впечаток дека стануваме досадни со некакви теми, луѓето се заситени со теми околу ова, значи полека да се отварат за да можат евентуално да размислуваат за некакви алтернативи, да размислуваат за својата одлука која што треба да ја донесат со заокружување. И медиумите денеска не ги спомнавме, за мене треба да биде клучна точка на следни договарања јавниот сервис. Значи, тука можеме да зборуваме за комерцијалните медиуми, за делење на државниот колач. Меѓутоа, јавниот сервис дефинитивно мора да биде во служба на граѓаните, затоа што еве како представник од мала политичка партија, навистина јас не можам да најдам
простор каде што би ги презентирал своите политички ставови, доколку еве на некаква ваква дебата не се најдеме. Така што навистина час поскоро мислам дека јавниот сервис треба да биде предмет на договарање и конечно да го оттргнеме од дневната политика и да го претвориме во вистински сервис за граѓаните. Благодарам што бевте гости во отвореното студио на ТВ Нова. Еве ТВ Нова привремено или од време на време може да биде субститут за јавниот сервис, па може би ние ќе станеме некој таков јавен сервис во иднина. Ви благодарам за учеството во студио, вам почитувани гледачи на вниманието. Довидување и пријатно.